Почитувани гледачи на телевизија Телма, ви благодарам за тоа што имаме вашата доверба и што и ова неделно попладне вие сте заедно со Fair Play, ги сакате и почитувате спортските теми, а ние со радост и со голема чест ви подготвуваме и овој пат нешто ново. Тука сме кон крајот на спортската сезона, кога се делат и освојуваат титулите, па некако овие наши последни изданија ќе бидат посветени на сето тоа. Секогаш е чест да се биде домаќин на македонски репрезентативци и тоа секогаш го нагласувам затоа што сметам дека соодветно треба да ја почитуваме секоја нивна шанса која што верувам дека најдобро што можат ја користат за да ја представат Македонија онака како што заслужува на меѓународната сцена. Тоа што во Скопје се случуваше во текот на минатата недела беа надпреварите од тенискиот Дейвис Куп, трета европска група, па така македонските тенисери имаа шанса, па и чест и радост да настапуваат пред својата публика, нешто што одлично го искористија затоа што на свој терен изборија пласман во повисок ранг. Според ова, веќе добро знаете, тенисот ќе биде наша денешна тема, а Fair Play стартува сега. Ве канам како и секогаш во следните минутки вие да бидете заедно со нас. Нашата денешна тема во Fair Play е тенис, а секогаш е чест кога во студиото пречекуваме репрезентативци на Македонија. Во текот на минатата недела, оно што беше фокус на оваа сцена беше настапот на нашите македонци во рамки на Дейвис Купот, трета група, меѓутоа оно што тие успеа да го изборат пред својата публика е пласман во малку повисок ранг, нешто кое што го чекаме веројатно подолги години, така што ова е успех и такако за голем респект. За искуството таму, за противниците, но и генерално на тема тенис, кој што не толку често отвараме во Македонија, причините за тоа не се јасни. Ќе ми биде чест и задоволство да разговарам со моите денешни гости, поискусен во студиото Стефан Мицов и Кристијан Јанев, колеги, меѓутоа и учител и ученик, така некако му доаѓа. Добро дојдовте во Fair Play. Добро ве најдовме. Добро синхронизирани сте, треба. Се надевам дека сте добри и дека успеавте малку да одморите, да или не? Имаше време за... Па за одмор, ја имав еден ден, но денеска ме чека нов меч, нов турнир, почнувам јас. Морам да продолжам со работа, бидејќи таков ми е животот, нели мора да се заработува да се живее. А мојот пулен, мислам дека ќе оди на заслужен одмор. Да, ќе добием малку одмор. Така, малку одмор за мене. И распуст плюс? Да, плюс заврши школската година. Малку недела, две паузи и се враќам и јас се враќам на турнирите. Од средина на јули, тренинзи, пак турнири. Добро, во моментов си ученик каде и која година си? Заврши втора година во Орце Николов. Така малце со тенисот потешко оди. Има многу за учење, меѓутоа се постигнува ако се менаџира времето и... А добро, имаш некој џокер за тоа што си репрезентативец, како оди тоа или зависи? Па во почетокот професорите не очекуваат спортист во Орце да се запише. Малку потешко, некои не знаат за тенис дека има многу патување, турнирите дека се преку недела нема за викенд. И знаат да мислат дека бегаш, меѓутоа после кога ќе им објасниш, ќе им кажеш дека има турнири едно друго, разбираат, ќе се научи сега, тоа е проблемот. Да научиш и тоа е тоа. Потоа влегуваш во шема. Што вика тренерот, како се сноѓате со и не само со него, верувам и со многу други деца кои што се во слична ситуација да балансираат. Да, тенис и школа е многу тешко, исто и јас кога бев ученик, знам, не е тоа многу одамна, бидејќи јас исто од мали години, ако сакаш да си професионален тенисер, мораш одлуката да ја донесеш веќе на 13 години, да почнеш посериозно да се бавиш, што значи посериозно веќе секој ден играчот треба да има тренинзи, напорни тренинзи по
2 часа минимум и сега после тоа ти треба да имаш енергија и да учиш и фокус, нели не е само да научиш колку да научиш, него треба и да научиш убаво, да можеш да запамтиш, да ти остане концентрација. Исто и за тенис. Ти не можеш да играш колку да изиграш, него треба и таму да се фокусираш да научиш нешто ново, за да напредуваш, нели? И многу е комплицирано. Има некој кај нас има, мислам, училиште, академија, тениска академија, кај што мислам дека е послободно и даваат учениците да играат и турнири повеќе, има и организирани тренинзи, мислам, од академијата сама. И тоа е еден добар потек на Македонија, да им улесни на... но меѓутоа Кико не се одлучи за таа варијанта, бидејќи не знам, смета можеби дека училиште таму не е доволно силно, мислам, он е доволно многу одличен ученик. И како да кажам, ако се одлучиш на професионален тенис, ризикот е голем, а ако идеш и тенис и училиште, ризикот е многу помал, бидејќи нели можеш и да завршиш школа и да имаш план да Б. имаш план Б. Да, јас на пример тоа малце го напуштив на порани, многу рано одлучив да бидам професионалец, завршив училиште све, бев и во Америка на коледж, но меѓутоа многу ми беше тешко таму и не се снајдов доволно добро, па се вратив и продолжив на професионален план. Ова сега одиме поред, ова ме инспирира да прашам прво како и зошто тенис, затоа што во Македонија нели оние екипни спортови кои што ни се и најуспешни се најпопуларни. И најчесто децата на прва ќе речат дома сакам фудбал, сакам кошарка, можеби ракомет, а поред ко тенис, како кај вас дојде до таква идеја? Мислам дека тоа е индивидуална работа. Јас почнав со тенис поради моите братучеди, тие играат тенис претходно. Јас претходно бев на карате и на пливање и тоа беше кога бев многу мал, бев 7-8 години и веќе до 10 идев и карате и пливање и почнав и тенис, трет спорт, бидејќи моите истовремено, бидејќи моите братучеди одеа на тенис, нели? И ние сме сврзници и многу ни беше забавно се дружевме. Татко ми исто идеше аматерски на тенис во тениски клуб МТП. И имаше таму некоја убава атмосфера, не знам како се случи, откажав пливање не сакав, пливање ствари ме тераа мене, бидејќи било здраво, добро за телото, да. А мене ми е досадно само плочки да гледам, нели, плюс напорно е, не знам како да кажам, многу ми беше немаше, не било за тебе едноставно. Да, едноставно така. И се префрлив на тенис и ради таа атмосфера во МТП што имаше толку години со моите братучеди, со убави тренери, продолжив на тенис, а фудбал и кошарка сум играл само во школа и во мала, нели? За дружба. Да, за дружба. Татко ми беше фудбалер и мислам дека он бил многу добар фудбалер, но никогаш на професионално ниво го барале, ама татко му негов, дедо ми, не му дозволил бидејќи сакал да биде школото на прво место и науката. Да, науката. И татко ми заради тоа е доктор на науки. Добро. Заврши. Не дека е тоа нешто лошо, меѓутоа таму се значи спортските гени. Да. Од таа страна. Да. Океј, Кико, како со тенис? Па, кај мене татко ми играше тенис рекреативно и уште кога бев мал ме запиша, ама јас секогаш фудбалот ми беше на прво место. Фудбал во мало, во школа, и ја цело време се каравме дома, јас сакам фудбал, он не, тениски играш. И чичко ми играше фудбал и тука ајде, добро, и на двете ќе те запишам, ми рече. Играв и фудбал и тенис, ама јас сум индивидуална личност. Фудбал се карав стално, кога ќе изгубиме, не можам. А во атмосфера екипна да, екипна, сакам ја да одлучувам што како ќе биде. И веќе кога подостаре видов дека чим сум индивидуална личност, подобро играј тенис, сам ќе одлучуваш. Ако победуваш ради тебе, ако губиш, ти си крив дека си изгубил. Сите зборуваат редовно дека тоа е всушност најтешкото. Па најтешкото е, најпознативите тенисери во интервјуата токму ова го објаснуваат дека нели. Мене ми е некако најубаво кога ќе победиш како тим, се дели успехот на сите. Не знам како да кажам, не е тоа чувство, тенис кога ќе победиш, знаеш дека сам си направил добро, си тренирал толку, не те гледали, наеднаш сега ти победуваш и различно е чувството, не се опишува така, не знам, подруго. Да, има и добри и лоши работи за тоа, нели го делиш и притисокот и све, ама и успехот е цел твој, заслугата е многу поголема, чувството е многу побо кога ти ќе победиш самиот, знаеш дека ти си го дал голот уствари.
Разбирам, добро, меѓутоа во оние тешки моменти знаеме што се случува со тенисерите, на пример, ако на некој подолг временски рок не оди работата, тогаш тешко некако да се излезе од тој магепсан круг, знае да биде тешко. Па, да, има и тешко и лесно, мислам, не знам како да кажам. Све зависи од тебе и тоа е убавото, има, знаеш, како што кажувам, индивидуална личност, има личности кои уживаат во тоа. Ја исто уживам да е све на мене, нели нормална поддршка од публика, поддршка од тренер. Мислам пак, иако тенисот е индивидуален спорт, има во позадина тим некој кој што се грижи за играчот и кој што помага. И пак сепак индивидуално, но не индивидуално, али успехот на крајот може личноста да се ја свати како индивидуално, бидејќи тој е на терен, тој е сам во моментот таму и тој се бори против една друга личност и заради тоа мислам дека е така како што Кристијан го објасни. Сега, ако зборуваме објективно, Македонија и нашата тениска сцена е далеку од она што се случува во топ надпреварувањата во тенисот. Не сакам нешто да оцрним или ова да звучи лошо, меѓутоа бројките, статистиките и така натаму тоа си го кажуваат. Што во моментов можеби најмногу ни недостасува, за да можеме да бидеме подобри. Затоа што во светов, кога ќе се навлезат во сите тие тактики и стратегии што ги имаат, особено топ 10 тенисерите, гледаме колку компоненти има тука. Работење на психолошки аспект, на техника и физички аспект, исхрана и што се друго не. Најмногу што ни фали. Најмногу ни фали бројни играчи, мислам. Ние имаме неколку квалитетни, но разликата помеѓу, например, нас и Шпанија, и Франција, и Италија е што ние мора да патуваме за да играме со разноврсни играчи на слично ниво, а тие таму си во многу помал простор имаат илјадници играчи на слично ниво и така се напредува кога играш со некој што е многу слично ниво до твоето или малце подобар или малце полош. А кај нас имаме, например, до 18 години имаме моментално 4-5 играчи кои се на тоа слично ниво. Двајца се двојат на доста поголемо, двајца на малце пониско, другите се, да не кажам, доста полоши и ради таа причина мислам дека немаме доволно, нели не може да постигнеме такви резултати како поголем успех. А тренери? Па и тренери, еве, ние сме тука, има јас и уште 3-4 русевски предраке, мислам моментално тука, Бесир Дургути, е тука, не знам, кои други тренери ги има, Дали ни е доволно и дали има доволно знаење во сите вас за да одржите таа сцена? Тоа ми е прашањето. Мислам дека има доволно знаење, да, не е све во знаењето, него треба еден здрав надпреварувачки дух, треба да има за надпреварувачки дух, не е само јас например како сум напредувал најмногу. Јас не сум имал некои светски познати тренери, а сум постигнал светски ранкови, например кој што е Калин бил јуниор топ 20, јас бев топ 100, топ 80, имав шанси да играм Гранд Слемови, играв Олимпијада и јас све тоа го постигнав со некои си светски тренери, добри тренери од Југославија, бивша тенисери, не биле ни први можда во Југославија, ама не мора да значи дека знаењето доаѓа ако имаш некои големи успеси. Може тренери да има да се најдат секаде добри и тренер добар што е, мислам, може да има добар тренер со играч да не се поврзе и некако да не се разбера, да треба хемија, треба да се разберат, многу работи треба да се склопат за тренерот и играчот да се спојат. И пак мислам главното е за да имаме ние успех тука, ни фалат играчи, да имаме број на играчи. Сега тоа не знам како се зголеми. Број на играчи, број на турнири домашни. Јас за тоа сакам да кажам, бев многу добар бидејќи играв скоро секоја недела турнири, играв во тука, во Србија и во Бугарија, многу често идев на турнири и тоа ме направи многу добар и многу важна работа за тенисот е самодовербата. Победите носат самодоверба. Знаеш, ти џабе, ако имам многу деца ги тренирам, имам едно девојче Каја Калеова што тренирам, она 10 години, 9 години, има извонредна техника и џабе јас ако кажам, еј ти си супер, ти ќе бидеш супер, ако таа самата не го знае и не го осети, со тоа што ќе победува други деца, подобри, полоши и така натаму. Бидејќи ти еве си ги фалиш учениците, сега обратно да слушнам. Каков тренер е, како оди работата? Дај малку опиши го. Супер тренер е, ние почнавме уште
2,5 години мислам дека веќе Заедно тренираме. Имаме тоа што кажам, многу е важно, многу добра хемија да има помеѓу играчот и тренерот. Дури не е ни толку дали е добар тренерот, туку како си одговарате еден со друг. Тоа е многу важно, да. Треба да се труди тренерот, он многу се труди. Да секако треба да бил и он играч, друго е ако бил играч знае во одредена ситуација и тебе што ти се случува, затоа што и он тоа го има поминато. Да. И супер, така треба. Ние супер сме се погодиле. Добро функционирате. Добро функционираме, да. А какво е чувството да покрај тоа што сте тренер и ученик, да бидете и колеги во репрезентација, практично делите одговорност на некој начин? Да, супер е. Супер е што сме и колеги, и мене ми е тоа мило и значи ме радува и не е само они, Берг Бугарич го тренирав јас година дена или две, кога беше 16-17 години. И мене ми е мило што достигнуваат они супер резултати и доаѓаат да играат за репрезентација на Македонија, нели? Сега си во овој состав што беше на Девис Куп репрезентација, ти највозрасен беше? Моментално да, сега си највозрасен. Меѓутоа сега да го расчистиме и да го подобјасниме за гледачите, имаше некои турбуленции периодов со нашите тенисери, поради кои што се менуваше составов. Калин Ивановски меѓу другото се сочуваше со повреди, имаше некој камбек, помалку или повеќе, да го наречеме камбек. Имаше и други некои типови на проблеми со закони и чуда и на крај испадна ваков да биде составот. Тоа значи дека ти всушност влета за да помогнеш? Да, ја професионални турнири веќе од минатата година, не оваа година немам нич патувано надвор, само тука локални во Македонија и можеби нешто блиску до Србија да отидам. Веќе во последни 2-3 години сум поиште. А зошто? Возраста или фокусот е на друго? Па веќе види одговорноста спаѓа на мене, веќе имам фамилија и професионалниот тенис не носи толку пари ако не си во првите 100 или 200. И мене ми е многу голем ризик сега да патувам, плюс и со фамилија морам, знаеш, време губам, не сум со своите блиски. Веќе морам да се фокусирам, да го сменам фокусот и одлучив поише во тренерски води да се фрлам. И да заработувам на тој начин што ќе ги играм овие локални турнири тука кај нас што се за пари, државно првенство, и македонски турнири кои имаат пари, мене ми е задоволство. Уште сакам да се надпреварувам, но тенисот е таков, не ми дозволува, како да кажам, знаеш, живот иде дале. Да, имаш некои потреби едноставно, неопходности. Океј, меѓутоа во оваа прилика не можеше да се каже не, така? Се случи, играв турнир во Велес мината недела пред да почне Девис Купот, таму освоив прво место, тој ме стави малце во форма. Пред тоа имаше еден јутиар ивент исто во Скопје и тој ме стави во форма, така малце играчка. Мислам дека шеф тоа го примети, капитенот наш. И имавме неколку митинзи, разговаравме на темата дали треба да играм, дали да не играм. Тој се двумеше многу. И на крај 2 дена пред да почне Девис Купот одлучи да ме земе, што мислам дека му беше многу добар потек и испадна да сум јас така да се најдам да помогнам. И баш помогна, да, така беше. Јас сум среќа во несреќа, да кажем кај нас. Да, некако такво беше сценариот. Да, и испадна све како што треба. И мене ми е, види, многу години чекам, сум бил во Девис Куп тим и сум дал многу голема поддршка, сум помагал на тимот, но никогаш не сум добил некоја шанса како оваа да се докажам што можам да направам и дека можам да донесам важни победи за Македонија и многу ми е мило што е крај на моја кариера, али пак убав крај, да, убав крај, си заслужив убав крај. Од сите што бевте сега во составот, дали сите настапивте, тоа не сум сигурна, или не? Сите настапивте? Ајде, тогаш супер, ќе ми кажете каде и во кои моменти беше најтешко секој за себе. Прво Кико. Па ја како најмлад и ја се гледав како пети играч реално, затоа што прв настав во сениорска репрезентација, да. Ја многу не ни очекував да играм пети играч, ама како е ден за ден, шансата се зголемуваше, повреди и све што се случи. И дојде да играме прво дубл со Калин, игравме против Црна Гора. Тај изгубивме 2-0, тогаш Амар се повреди и црногорците знаевме дека се многу добри. И селекторот одлучи да играме јас и Калин. Калин малку да влезе во форма, јас исто прво искуство. Мене ми беше, ја воопшто трема немав, затоа што не очекував да играм. Ова ми дојде како, не знам, како шлак на торта. Јас бев пресреќен, си влегов, мислам дека добро одигравме со Калин. Црна Гора се реално
одлична репрезентација, играа со Кина лани во втора група, така да они имаат многу повеќе искуство од нас на повисоко ниво сега, оваа екипа што се тој состав. После тоа јас одиграв и со Латвија сингл на крај последен меч и латвиците они први завршија, нема ни еден пораз. Прв сингл меч, исто многу интересно, многу убаво чувство и публика која има на домашен терен, така те бодри. Да. Дури можеби помалце луѓе имаше од тоа што очекував, можеше повеќе да дојдат, ама пак за мене беше супер и така. Добра сцена си имаш, добри впечатоци. За мене исто од цела несреќа, среќа за мене се испадна. Супер ви овој настап, ама целото сценарио испадна добро. И пласманот беше добар и вие што ги добивте своите шанси и окей, си играше тука кај нас и Стефан сепак имаше малку некои посериозни мечеви. Да. И одлично светло. Меѓутоа, еве, ајде, што ти остави најголем впечаток, каде имаше најмногу отпор? Не, прво сакав да кажам за Кико, он мисли дека нема да добие шанса, мислам дека он секако планиравме оваа година да добие шанса да изигра некој меч, дали во двојки или во сингл, зборевме со Шевченко. И дека он секако ќе го добиеше тоа искуство, иако он се рачунал како пет играч. Беше во план да игра, но планот се оствари многу порано, бидејќи имавме повреди, Амар се повреди, Калин повреден и му дојде шансата многу порано. Исто и заради тоа, јас морав да изиграм многу повеќе мечеви од што беше планирано, нели? И на почетокот самиот меч со Малта, првиот меч, играв против нивниот најдобар играч. Првиот сет беше многу тежок, многу голем отпор ми дае, 6-4 ми го зема. Во вториот сет малце ја давав повеќе енергија и заводев со 2-0 и на 2-0 на мој сервис имаше еден многу момент, многу важен на пресврт, каде што тој трчаше многу и го се затрча, се удри малце во зидот и ногата ја повреди. И тој момент мене зглобот го повреди. И тој момент мене малце ми даде, како да кажам, предност, бидејќи тој цел фокус го стави на ногата, иако можеби не му беше толку многу повредена, го болеше и беше повеќе уплашен. Но резервиран, секако. Да, резервиран. И тој сет он малце го изигра така, како да кажам, покерашки. Јас со тоа добро се справив, зашто имам искуство со покер, не со покер, него со искуството за тенис, сакам да кажам. Го земав 6-0. И он тука си зема време, зема доктори повика, medical timeout, зема мислам апчиња за болка и се врати третиот сет, проба пак да ме блефира, знаеш, го боли, не го боли, игра, не игра. И тоа беше многу зезнато, но ете, некако издржав јас. Трет сет, 7-6 се изборив на крај. Искуството победи? Искусно, да, ама веќе јас бев во грчеви, ама не покажував, зашто јас ако му покажам на него, он може пак... Јас не сакав да му дам никакво внимание на мене, сакав вниманието да му биде на него, да проба он мене да ме... проблем, он да проба мене да ме зезне, да ме изблефира, и јас морав да се држам, знаеш, јас сум супер. И заради тоа го добив тој меч. 7-6-6-3. Тој меч ми исцеди тотално, потоа нас целиот фокус на тимот ни беше, бидејќи знаевме каква е ситуацијата, дека Калин е повреден, мора да се штеди, а Амар во тој момент не беше повреден, но следниот ден беше планот да играме јас и Амар, да, за да го штедиме Калин, бидејќи тој имаше повреда на некој нерв. И целото внимание ни беше на мој рекавери, да идеме, нели, масажи, да правиме ice bath, влагав целиот во 8 степени вода за да побрзо се регенерирам, да пијам, нели, апчиња што треба да пијам, не знам, витамини и такви ствари. И следниот ден беше мечот со кој беше со Црна Гора, да, и Амар почнува прв и се случува неговата повреда, да, и од тука ни трга денот наопаку. И после тоа разговараме со шеф што да правиме, дали јас уопште да пробувам максимум да давам со најдобриот играч на Девис Купот, двајцата најдобри беа од Црна Гора и од Латвија. И од Молдави. Снитари. Да, и снитари ствари, ама испадна дека Црногорецот, бидејќи тој мисли дека сите мечеви ги победи, тој испадна дека е најдобар. Најдобар од сите, да. Јас требаше тој меч, тој ден да играм со него. Сега тактички како да постапите? Да, дали да штедам енергија јас, дали да пробувам и одлучивме да така малце со штедење енергија, да пробам колку можам да изиграм, да истренирам. Ако гледам дека имам шанса нормално, нели, да зграбчам, шансата не се пропушта. Но видовме тој е многу добар играч, не ми даде никаква шанса и ме победи лесно.
после тоа во двојки тогаш настапија Кико и Калин, да Калин веќе да почне да пробува да игра, зашто видовме Амар ни се повреди и остануваме само јас, Кико и Калин. И веќе Калин мора да влезе во игра и на тие двојки он уствари влезе да истренира, да осети топче, да осети терен. И следниот ден игравме со Молдавија и таа беше клучната, да, таа беше клучната. Јас изиграв добро против нивниот искусен играч, стар Андреј Горбин, кој бил 350 на ATP. Беше добра борба, нели? Јас издржав, како што издржав, се вратив од првиот ден. После тоа Калин одлучи да заштеди енергија, бидејќи повредата му е сериозна. И да се решава по двојки. Да се решава по двојки и двојките, покажавме дека заслужуваме да победиме. Браво. Значи, пак ќе речам, добро сценарио се на се, сега ќе следува во иднина она потешкото, сега одиме малку кај што има посилна конкуренција, ама добро има и мотивација за сите да. Уште да прашам за Калин, што се случува сега со повредите? Бидејќи долго го немаше на терените, ама сега споменувате и друга повреда, така што моментално мислам дека отиде на турнир, али он има и физио со него, што патува, има добар тимон, не може да кажеме точно, он не е 100% здрав, нели, али со добар тим и може да очекуваме се и се што од него. Он мене на двојките многу ми изненади, многу добро изигра, мааше асови као од шала? Да, од шала, не знам како да кажам. Сакам да ве прашам секој за себе да си каже кои ви се најаките страни, кои ви се можеби најслаби? Најаки ствари. Добро, во целата техника веројатно секој си знае што му е повеќе да одиграш, ќе ти кажам и без да им се тие најаки ствари, секој сака, нели, форхенд и серва да имаат најдобри. Меѓутоа реалноста се гледа надвор од терен и мислам дека јас сум комплетен играч, не можам да кажам една ствар ми е најака, можам да кажам слабости кои ми се мене од секогаш ми биле слабости, искачање на мрежа напред и затварање поени, скратување на поени. И поради тоа секогаш сум се трошел многу повише од потребно. А поради што е тоа проблем? Немање трпение, немање брзина, што повлекува тоа да мора да има некоја слабост. Мора да има нешто. Мора да има некоја слабост и таа слабост треба тренер специјалист на пример за искачање на мрежа да се земе и еден период да се вежба само тоа, а јас никогаш не сум се посветил само на тоа. И како да кажам, кога напредуваш во еден дел од играта, ти мораш играш со слабост. И ти мораш да разбереш дека неколку мечеви ќе ги изгубиш зашто ја тренираш својата слабост. Јас сум таков карактер што не сака да губи и мислам дека и Џоковиќ истата слабост има, искачање на мрежа. Он ја подобрил доста, ама му останала исто и ние зашто не сакаме да губиме, не сакаме да идеме напред, нели? Ризик ни е да го вежбаме тоа слабото и потешко ни напредува слабата страна. И тенисот е сменет. Порано многу повеќе се играло на волеј, сега е многу повеќе држање од позади. Кој повеќе ќе издржи физички, психички, многу играње, кратење поени волеј, тоа веќе и го нема. Многу е скратено и затоа дури ја мислам и на голем број играчи дека тоа им е слаба страна. Да. Еве и ти за себе сега да си кажеш? Исто. Исто? Волеот, да, а како најаки сервата и форхендот. Па тоа најмногу што го користиме, всушност тоа ни е најдобра страна, а тоа што не го користиме, сега го страда. Мора нешто... Не може сите удари подеднакво да се користат, дури и да пробуваш цел меч тоа да го играш. Не е возможно. Тенисот се менува, добро кажа. Има големи разлики од моментите кога беше мал и тогаш кога тренираше и сега. Како работиш со децата или не е многу различно? Па во вие последни години... Да го земеме аспектот дека и тие се поинакви со своите навики, со начинот на кој што функционираат, не е исто. Вие порано стиделе без телефон на тренинг, на пример. Тоа е телефоните се една голема, како да кажам, промена едноставно. Во тенисот мислам дека нема толку голема промена во последните 20 години, колку што било претходно, на пример. А тоа е зашто се задржа, веќе нема нови ракети, технологијата на ракетите не напредува толку рапидно.
тениските топчиња исто мислам дека малце ги успорија, ама тоа све е за да остане тенисов како што е во последните 20 години. А претходно тенисот беше доста побрз и се играше сервис волеј многу повише, ретърн и трчање на мрежа на волеј. А сега све е така смирено и публиката исто многу сака повеќе долги префрлања и играња за да биде поинтересно, атрактивно, а тоа за нас за играчите не е добро, бидејќи смрт. Да, бидејќи многу се трошиме и многу се жалиме, јас исто многу сум имал често да се жалам поради тоа. Треба, на пример, играме професионален турнир, фьючерс ниво, најниско ниво, играме 3 кола квалификации и треба во прво коло во главен турнир треба да тепаме еден меч за да земеме еден АТП поен, за да се појавиме на таа АТП ранглиста. Што би се рекло крваво. Многу крваво, да. И сега, во квалификациите не се именуваат топчињата, ти даваат 3 топчиња и тие стануваат бушави од тениско топче од толкава големина, станува како топка за рахомет, да кажам. И тенисот се менува тотално. Јас џабе имам техника подобра, све подобро од тој другиот играч. Не функционира со тој играч и на крај се доведуваме да се префрламе и кој е поспремен, кој поише сака да победи ментално и тоа да ни донесе, да ни одлучува дали ќе идеме во следното коло. А талентот и знаењето се намалува и мене тоа малце ме нервира. Меѓутоа во професионалното, во Гранд Слемите и во највисокот челенџер ATP нивоа турнири, топчињата се менјаат почесто и доаѓа до израз тој момент. Меѓутоа, за да се стигне до тоа, треба да се помине ова доле. И ова доле да се помине е многу тоа е најмалку трпно, да. А посебно во вашиот спорт, каде што фокусот е на многу мала група луѓе, а сите останати, нели? Да. Последни минутки имам, затоа што немаме многу време, сега да ги искористам и за некои други теми што не се само тенис, ама на Кико ќе му дадам предност, зашто знам Стефан има многу да раскажува. Што дали и што освен тенис сакаш да правиш или ти интересира или кој имаш слободно време, како го користиш? Па пак е на спорт на некој начин. Например? Фудбал, ракомет, тоа да гледаме со другари, тоа ми е не знам, многу убаво како одмор, патување. Так тенисот тоа исто е многу убаво. Еве, ај финансиски аспекти, тоа тешко све, ама многу е убаво, на убави места патуваш, така, тоа е исто аспект кој што многу ретко го гледаме. Па после нема многу време да се излегува во град, тоа е сега спортист како спортист. Така е, да немаш случајно некој друг талент вака што не знаат луѓето дека го имаш, не знам, за нешто, уметност, музика. Не, уметност, музика. Некоја друга работа што нема врска со спорт. Па учење, друго. Нема учење, добро. Нема, тоа е. Во шема, ние сме на некој начин како роботи веќе ставени во шема. Сабајле, тоа се прави школа, тренинг, учење, спиеш и секој ден истото, немаме многу слобода ние. Тешко му е на човек со вас кој ќе ви се растури шемата, чисто да ви кажам. Да, ако се растури шемата од страна, тоа веќе станува катастрофа изгледа, ама ретко е. Да, нема многу време. Кико, морам да го пофалам, он нема дисциплиниране, нема време, мислам, за хобија. Хобија највише он обожава да прати спорт и да гледа резултати, тоа сака да каже. Кои спортови кажи што најмногу следиш, за кого навиваш? Фудбал за Бар Минхен, ракомет за Вардар, фала Богу. Добро. Се знае. Редок одговор ми даде, искрено. Ми се допаѓа ова, браво. Секоја ти чест, така треба. Ама Стефан сега чекај, он има други многу занимации има, ама тоа со искуството доаѓа и потоа почнуваш и други. Значи музика. И уште нешто поинтересно од музика, ајде да кажем, и диџеј си, тоа е прво. Диџеј, пуштам музика на забави, во барови, во дискотеки. И низ Скопје, например, пушташ? Низ Скопје, да, пуштам, тоа ми е многу голема пасија ми било од секогаш. Највише почнав пред 5 години да го правам тоа, бидејќи со тенисот малце намалив и по искачањата низ Скопје малце ми досади све едни исти диџеи, едни исти музики да ги слушам и малце се посветив на тоа да видам, да откријам што се случува, како се случува и станав добар. И какви музики сакаш? Па највише сакам моментално афрохаус, плажа музика, а за во диско техно, мелодик техно, такви работи, фанки малце.
Да. Се прифаќа одговорот, супер. Супер е. Океј, значи музиката и тоа сега се уште редовно го правиш? Да, се уште редовно, да. Значи за викенд? Па не секој, зашто ми треба нели фамилија пак да посветам внимание, али кога ќе одлучам, да, сакам тоа да го правам. Уште тоа едно нешто што многу интересно ми звучеше, а не го знаев пред да дојдеш. Да, започнав парфеми да креирам, да правам парфеми од дома. Идејата ми е да си креирам свој бренд. Како започна тоа? Све започна со исто дека многу сакам парфеми јас, многу пари трошев на парфеми и купив неколку скапи парфеми и ме разочараа. Убаво мирисаат, но не ми траја многу долго и почнав да читам и да откривам за правење парфеми што како се случува. И што, ама чекај сега, мене во мојата глава тоа звучи дека ти треба да имаш некоја мини лабораторија, ајде да ја наречам, за тоа све да како оди тоа? Па мини лабораторија, да, и треба многу материјали, потребни се многу материјали да се купат од странство, јас ги нарачав од Англија и од Франција, најмногу. Имам некои од Нов Зеланд. Екстракти, што се тоа? Па тоа Како се нарекуваат? Да, екстракти, природни масла, има некои ги викаат они молекули, ароми, хемиски ароми, сите исто кои кога зборам за парфеми, сите сакаат, имаат слушнато дека природни парфеми треба да не се штетни за кожата, меѓутоа тоа не е вистина, баш природните може да бидат штетни и може да не траат доволно долго. Затоа тие што се хемиски создадени, тие не се хемиски создадени, него тие се уствари од самиот мирис, например, на портокал, извадени се најмиризливите молекули и тие се извадени во концентрат и се направени во, например, во едно шишенце и ти тоа шишенце тој концентрат го ставаш и го мешаш со други производи за да трае тој мирис и да се осеќа тој мирис. И каде научиш што со што ќе мешаш, како тоа оди? Па онлайн има многу работи, многу чепкање, има многу форуми, имав и курсеви некои што ги завршив со луѓе што ги запознав онлайн. И така почна се. Мислев и ја на почетокот мислев дека ќе биде многу тешко и дека треба да се има хемиско знаење некој. Јас на пример тоа сега да кажам за Кико е многу добро што он е многу добар тенисер, но и многу добар ученик. Јас кога сум бил на негови години, сум бил добар тенисер, ученик сум бил среден и мене му се восхитувам за тоа што го постигнува. Сум бил државен првак и он е државен првак, меѓутоа и одличен ученик, да. И сакав да кажам, не сум бил никогаш хемија, сум имал секогаш тројки максимум. И нели тоа ми беше како еден страв за парфеми како хемија треба, меѓутоа зборев со другиве носови или парфемерџи, како да ги наречам, не знам. И они ми кажа дека ти уствари за парфем треба да имаш само добар нос, знаење, добар осет со носот да осеќаш, нели, да мирисаш и да имаш време за истражување. Ти треба цело време да правиш нови како да кажем, нови комбинации од мириси и не само комбинации, него многу се игра со колку е разреден материјалот. Секој да го разредуваш, па да го појачаш, па да пробаш комбинација со други 3, со други 4, со други 5, со други 20. И така ти дознаваш работи, а хемиското знаење доаѓа во екстракцијата тоа на молекулите, нели, миризливи. Веќе за тоа треба, нели, имаш фирми познати кои се како Ако не оди со хемијата, ало Кико помогни ми. Да, на крај тоа е со Кико и со мајка. И тој тебе нешто ти помогне. Се шалам. И сега уште логично е, сега ми се отвара цела нова тема, човеч. Што вика твојот нос? Кои екстракти ти се омилени, не знам како. Имаш некоја формула за нешто добро да мириса, што мора да има, не знам. Не можам стручно да се изразам, дали треба да биде посвежо, покисело, поблаго. Тоа се сакам да кажам. Ние така коментираме за парфем. Прво ја сакам благи, ја не сакам благи. Ја сакам јаки, ја не сакам јаки, не знам. Да, тоа мирисот е многу индивидуална ствар. Тоа го дознав кога ни стигнаа моите миризливи материјали дома со фамилијата, нели прво мирисавме, па после кога почнав да ги продавам со други луѓе, многу луѓе сакаат да мириса на чисто, меѓутоа чисто за секој значи различно. Да. И сега треба да му давам 5-6 различни варијанти на чисто што се за мене. Да знам за него што значи чисто за таа личност. Добро, кажи ти која нота, какви ноти сакаш тоа? Јас какви ноти? Нота е изразот, сега се сетив. Нота.
Какви ноти? Види, јас многу повеќе сакам тешки парфеми. Тешки парфеми малце на дим да се, меѓутоа и да има и малце може и свежа нота, бидејќи кога мешаш тешко и лесно, лесното го дига, да објаснам еве еден момент. Кога имаш тешките материјали обично стојат блиску до кожата, не даваат проекција на парфемот. За да се осети проекцијата мора да ставиш некој цвет, нешто лесно, за да проектира да се осеќа од мене до кај тебе. Мора да има некој цвет и да биде добро измешан со тоа што е тешко, например, тешки се ванили, карамели, има дрвата знаат некои да бидат тешки, зависи кој е дрво како што, нели. И све тоа има многу ситни детали кои ги научив и имам нели тефтер цел запишан, така ми е кажано, така сум учел. Формули се таму има. Формули, трикови, финти да се пазат за да биде добар парфемот. Добро, Стефан, не смееме да правиме директна реклама, меѓутоа гледачите може да те најдат на Инстаграм, на социјални мрежи, да прочепкаат тоа се и ќе може да искомуницирате за парфеми. Кико, ти имаш парфеми од Стефан? Имам нормално. Добри се? Добри се. Значи треба и јас да пробам. Да. Добро. И јас тоа ќе го направам, да испочитувам до крај, зашто имам уште милиарда прашања и за тенис и за парфеми, ама ќе чекаме друга прилика зашто Стефан е на турнир, значи мора да го ослободиме. Ви благодарам многу на двајцата. Бевте супер, праќам поздрав до сите што ви се колеги во репрезентација и здравје, ја чекаме таа прилика да навиваме пак за вас, можеби некои други дечки ако се екипирате, како и да се екипирате. Ви посакувам добро здравје и среќа во се што ви следи. Да, благодариме. Се гледаме пак во следна прилика. Им благодарам на нашите гледачи што редовно гледаат Fair Play, сакаат спорт, ги следат спортските теми. Се гледаме, се разбира, за една недела. До тогаш и натаму бидете со програмата на Телма.